Врз основа на изјавеното од премиерот Заев дека има специјален советник за кабинетот на Макрон во Франција, близок до владата на Франција, имајќи предвид дека Франција е многу битна за добивањето или недобивањето на датум за преговори со Европската Унија минатиот јуни 2018 и овој јуни 2019 година, и имајќи предвид дека вице-премиерот Бујар Османи е задолжен за евроинтеграција, сметав дека е логично да го прашам вице-премиерот Бујар Османи колку пати се има сретнато во Скопје или во Париз со специјалниот советник на премиерот Заев Љупчо Зафировски, кој што има конекции со кабинетот на Макрон и со француската влада. Одговорот на вице-премиерот Бујар Османи ја демантира изјавата на премиерот Заев дека имаме важен советник кој што има конекции со кабинетот на Макрон. Во својот одговор вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи укажува на тоа дека ниту еднаш од минатиот декември до денес 7-месечен ангажман на специјалниот советник на премиерот Заев за претседателот Макрон се нема сретнато со советникот Љупчо Зафировски. Ниту во Скопје, уште помалку во Париз. Особено напомена во прашањето дали на последното патување официјално и заедничко на вице-премиерот Бујар Османи и министерот за надворешни Никола Димитров во Франција пред Советот на Европската Унија, кога се сретнаа со државниот секретар за Европа во француското министерство за надворешни работи, дали тогаш со него или преку амбасадорката или лично исконтактирале со специјалниот советник на премиерот Заев за Франција Љупчо Зафировски, бидејќи би било логично, ако има тој такви врски, да го замолат за помош и за соработка, за да се добие што подобра препорака од Париз за добивање на датум за преговори. Вице-премиерот Бујар Османи кажува во својот одговор дека ниту еднаш го нема лично сретнато специјалниот советник за Франција Љупчо Зафировски и се потврдува мојот сомнеж дека ова е квази советник, дека нема контакти Љупчо Зафировски со кабинетот на Макрон, дека е срамота да се ангажираат такви советници за владата на Република Македонија и дека е навреда вакви луѓе да се ангажираат навреда кон пријателска Франција. Особено ако се знае дека има индиции, дека станува збор за човек кој што прави измама со немање на сметка во Република Македонија, а 1200 евро од премиерот Заев месечен надоместок ги прима на сметка во соседна Србија. Немам дополнителни прашања, а задоволен сум од одговорот на Бујар Османи. Благодарам.